Добар ден, ученици! Јас сум наставничката Билјана Арсовска, доаѓам од основното училиште Вера Јоцик од градот Скопје. Денес ќе се дружиме на часот по математика со наставна содржина множењето како собирање на еднакви собироци. Целите за денешниот час ни се да го разбирате множењето како собирање на еднакви собироци, да го разбирате множењето како групирање на исти собироци, група предмети да биде представена со збир и со производ, да поставувате и решавате проблемска ситуација. Да повториме. Како се викаат броевите при собирање? Броевите при собирање се викаат собирок плюс собирок да е еднакво на збир. Како се викаат броевите при доземање? Одлично! Намаленик минус намалител да е еднакво на разлика. Како се викаат броевите кои ги множиме? Броевите кои ги множиме ги викаме множител помножено со множител да ни дава производ. Ќе ви кажам неколку факти во множењето. Кои ни се? 1 помножено со 4. Една група по 4 елементи. Во една училница 4 ученици. Да погледнеме. Групи. Во едно множество 4 кругови, односно полукругови. Редови и колони. Можеме да кажеме во еден ред 4 елементи. Но исто така можеме да кажеме доколку множењето е обратна операција. 1 по 4 е еднакво исто така на 4 по 1. Значи множителите кога ќе ги променат местата, нивниот производ не се менува. Можеме да имаме во 4 групи по 1 елемент и повторно ќе ни биде производот 4. 2 по 4. Како збир представено е 4 плюс 4. Како групи, 2 групи по 4 елементи. Како редови и колони, може да биде поставено во 4 колони по 2 триаголници или во 2 реда по 4 елементи, односно 4 триаголници. И да не заборавиме, 2 по 4 е еднакво на 4 по 2, а тоа е еднакво на 8. 3 по 4. Како збир, ќе ни биде представено бројот 3 пати да го собереме. 4 плюс 4 плюс 4. На 3 места по 4 елементи. Како група, во 3 множества по 4 елементи, 3 училници по 4 ученика. Редови и колони. Можеме да кажеме во 4 колони по 3 триаголници или во 3 колони по 4 триаголници. И да не заборавиме, 3 по 4 е еднакво на 4 по 3, а тоа е вкупно 12. Да погледнеме што имаме тука. Множење. Во 2 множества имаме по 5 мајмунчиња. Како множење ќе представиме 2 по 5 да биде еднакво на 10. А како збир 5 плюс 5 да е еднакво на 10. Многу е битно да запомниме дека бројот на елементите во овој случај на мајмунчињата треба да биде еднаков во двете групи. Вториот дел имаме 3 множества. Во 3 множества имаме по 5 цвета. Како множење ќе запишеме 3 по 5 е еднакво на 15. А како збир, бројот 5 3 пати ќе го ставиме, ќе го запишеме 5 плюс 5 плюс 5 и ќе ни дојде 15. Да видиме и тука, имаме 4 множества со по 5 триаголници. Ајде да се обидеме да множиме, односно да броиме по 5. 5, 10, 15, 20. Со броење по 5 дојдовме до бројот 20. Како збир, бројот 5 ќе го напишеме 4 пати. А како производ, ќе напишеме 4 множества со по 5 триаголници да е еднакво на 20 триаголници. Подолу имаме 5 елементи, 5 множества. Во сите тие 5 множества имаме по 5 смајлиња, по 5 елементи. Можеме да броиме по 5. Ќе ни биде 5, 10, 15, 20, 25. И како ќе ни биде представено како збир. Бројот 5 ќе го запишеме 5 пати. И тоа ќе дојде 25. Како множење,
5 множества со по 5 елементи. И 5 по 5 е еднакво на 25, а исто така и броевме по 5. Тука треба да ги изброиме бројот на групите, односно бројот на множествата. Гледаме дека во секоја група, како што се одделни, имаме по 5 морковчиња. Да почнеме да броиме. Една група, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Имаме 10 групи со по 5 морковчиња. Како цифрата бројот 5, треба да напишеме како збир 10 пати. Може да се обидеме и да броиме по 5. Тоа ќе ни изгледа вака. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Односно 10 групи по 5 морковчиња е еднакво на 50. Матрица. Да научиме да множиме со помош на оваа убава матрица. Моментално јас на оваа матрица имам ставено 60 кругчиња. Да изброиме надолу колку имам. 1, 2, 3, 4, 5 кругчиња. Надесно имам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да провериме дали имам стварно ставено јас 60 кругчиња. Може би сум се збунила. 6 по 5. Ајде да почнеме да броиме. 6 пати бројот 5 да го броиме. Тоа ќе ни биде 5, 10, 15, 20, 25, 30. Значи, јас на оваа матрица имам ставено 30 кругчиња, а не 60. Затоа математиката не се учи на памет. Да погледнеме зашто ни служи матрицата. Ова е еден од најлесните начини да научите да множите. Го имаме горе заведено бројчето 6, за пример. И сакаме да кажеме тука да напишеме. Ни се бара на 3 места по 2 кругчиња да заокружам. Да видам колку кругчиња ќе ми изгледат. Еве. На 1, 2, на 3 места по 2 кругчиња. Вкупно ми е 2, 2, 4, 6 кругчиња. Како збир ќе ми биде представено 2 плюс 2 плюс 2 е еднакво на 6 кругчиња. Ова можете и на овој начин дома да си вежбате и многу лесно и брзо ќе научите да множите. Вежби со множење. Пресметај со збир и со множење. Првин ќе се пресметаме со збир, а потоа со множење. На сликата гледаме дека имаме тука две групи од по 5 цвета. Како збир ќе ни биде 5 плюс 5 да е еднакво на 10. Како множење ќе ни биде на 2 места по 5 цвета, односно 2 по 5 да е еднакво на 10. Втората задача да погледнеме. Ставена една вертикална линија од двете страни смајлиња. 5 со 5, 1, 2, 3, 4 со 4 смајлиња. Како збир, како ќе ни биде представено, ученици? 4 плюс 4 да е еднакво на 8. Како множење, како производ, како ќе ни биде представено? 2 по 4 да е еднакво на 8. На 2 места по 4 да е еднакво на 8. Ајде да го решиме, да ги решиме задачите според примерот. Убаво ни е опишено тука дека бројот 2 ни е првен представен со помош на собирање, потоа со помош на множење и на крај ни е ставен резултатот. Овдека бројот 2 колку пати се содржи во бројот 12. Убаво ни е напишано дека е 6 пати го има напишано, односно го имат собрано бројот 2. И велиме 6 по 2 е еднакво на 12. Да се обидиме сега да го пресметаме бројот 5. Како збир, први ќе почнеме да броиме по 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Во множење ќе напишеме дека е еднакво 6 по 5 да е еднакво на 30.
Бројот 10 да видиме. Колку пати го имаме бројот 10? 1, 2, 3, 4. Колку е 4 по 10? Да погледнеме. 10, 20, 30, 40. И ќе забележиме. 4 по 10 е еднакво на 40. Бројот 2. Да изброиме колку пати го имаме бројот 2. Еднаш, 2 пати, 3 пати, 4, 5, 6, 7, 8 пати го имаме бројот 2. Ќе забележиме како множење 8 по 2, но да се обидеме првин да броиме по 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. И ќе забележиме 8 по 2 е еднакво на 16. И за крај, да ги собереме петките, да видиме колку пати се содржат. Еднаш, 2 пати, 3, 4, 5 пати. И знаеме дека 5 по 5 е најлесниот производ добиен. Ајде да изброиме. 5, 10, 15, 20, 25. Значи 5 по 5 е еднакво на 25. На една клупа седат по 2 ученика. Колку ученика седат на 9 клупи? Многу лесно. 2 ученика по колку клупи ученици? Одлично, 9 клупи. Еднакво на 18 клупи. Односно на 9 клупи седат 18 ученици. Се надевам дека ви се допадна денешната наставна содржина, дека ви се допадна часот и дека на лесен начин ја совладавте оваа наставна содржина. Ви благодарам на вниманието. Довидување.